Добро вечер, Македонија, добро вечер, почитувана моја публико, каде и да сте. А ви има, како што секојаш сакам да подсетам на сите 5 континенти на планетата, како што вечерва не следите на сите 5 континенти во живо, на телевизија Сонце, значи гласот на народот вечерва е со вас во овие 60 на минути. Во функција сме на она што навистина ќе речам уште 5 дена до тие искушенија, растеме, паѓаме, секојдневно се менуваме со изјави, со однесување и така натаму. Дозволете ми, не е никогаш доцна, вели Свети Иван Златус, колку што ја запомтив таа убава порака, вели човечки е да грешиш, но уште по-човечки е да побараш прошка. Еве јас навистина барам прошка од сите вас, ако ви наштетив или не сакајќи се ме навредил, а никој не е безгрешен, така и јас можеби ви сум сгрешен, затоа ве молам примите прошка од мене, барам прошка од вас и секако верувам дека нема да се случи повторно ако нешто се ви ги нанесов некои штети и така натаму. Тоа што вечера почитувани реков дека ќе продолжам мојата цел, а таа беше што повеќе да имаме теми кои ќе бидат сконцентрирани, насочени за и околу духовноста. Бидејќи навистина човек без духовност е како фотографија без светлина, неуспешна фотографија. Колку ние се трудиме да таа светлина ја имаме во нас, околу нас и ние да бидеме една светлина каде што ќе го просветлиме и просторот и се она што значи околу нас и во нас, тоа останува самите да го дефинираме. Не би сакал да филозофирам, туку само сакам искрен да бидам кон сите. Вечерва ги поканив моите драги пријатели и браќа во Христа кои со мене повеќе пати беа и секојаш бев среќен и радосен што ги споделував минутите заедно со вас. Бидејќи навистина кога сум во нивно друштво, евидентна е ситуацијата, релаксацијата доаѓа, значи сета таа негативна енергија се забора, се фрла наназад. Затоа човек е сам, секојаш нула. Тоа ќе го цитирам ишто некоја секунда. Епископот Дедо Михел кој велеше Слободане, и јас и ти сме нули. Ако застане некој за нас, ние сме бројка. Ако уште некој застане до нас, таа бројка ќе биде бесконечна. Затоа да бидеме вечерва бесконечни, да не има што повеќе. Останете, еве, да ги представам моите соговорници. Со нас тој отец Ивица Тодоров, презвитер. Добро вечер и добро дојдовте, отец. Добро вечер и благодарам на поканата. Еве, задоволство ми е заедно со вас да ги представиме браќата од Движењето за организирана духовна обнова на Македонија до дома. Тоа е братот Андреја. Добро вечер и добро дојдовте. Братот Трајче. Добро вечер. Братот Томче. И братот Душко. Простете, наистина, возбудата е евидентна. Верувам дека отецот со негов благослов ќе не смириш сика малце и ќе ја започнеме со благослов секако оваа емисија која сакам да допре до сите вас, сите нас тука во студиото. Отец реков дека ветено сторено, ние бевме на порта на македонската телевизија и реков дека нема да застанеме, ќе продолжиме. Вечерва Движењето за организирана духовна обнова за Македонија ќе има таков третман, таков простор да ја запознаеме јавноста повеќе за ова движење. Вие сте председател на ова движење. Еве, да добиеме што повеќе време, која е целта и што представува до дома. Па, наједноставно да се каже, Движењето за организирана духовна обнова на Македонија е движење, придвижување, потик за духовна обнова, за потикнување на тоа луѓето да ги осознаат вистинските од Бога благословени вредности во ова наше македонско општество и се разбира во рамките на Македонската православна црква Охридска архиепископија, затоа што ова движење е сочинето од православни верници, од православни христијани, кои се членови на Македонската православна црква Охридска архиепископија, но исто така кои се членови на овој македонски народ, представници на овој македонски народ. И сега ние како членови на црквата, но исто така и како македонци, ја почувствувавме таа потреба да формираме едно движење. Значи тоа не е организација, не е нешто со некаков институционален контекст. Значи имавме потреба да организираме едно движење кое, како што реков на самиот почеток, ќе ги придвижи нештата во менталниот, во душевниот, во духовниот живот на нашиот народ, за да го потигнеме нашиот народ
да има потреба да размислува за тоа кои се вистинските вредности на постоењето, кои се вистинските вредности на животот. И не само да ги потикнеме, туку и да им покажеме, да им посведочиме со свој личен пример, што е најбитно. Тоа е еден многу битен момент во нашето движење. Ако говориме за вистина, да видиме дали таа вистина живееме. Ако говориме за вредности, да видиме дали тие вредности ги живееме и ги имаме внатре во нас. Затоа што само оној кој ги живее тие вредности има можност со сила духовна и да ги сведочи. Значи тоа ни е целта, да ги посведочиме тие вредности и на луѓето да им ги покажеме, да ги поучиме и што е најбитно, да им го покажеме патот кон вистинскиот пат до дома, односно патот кој води до вистинското осознавање на личноста, затоа што многу е битно човек да се осознае самиот себе си, да се доживее самиот себе си. Кога се доживее самиот себе си, кога започне своето духовно патување, тој почнува да открива тајната и за Бога, за нашиот Творец, тајната за Месијата, за Христос, за животот во црквата, за духовните вредности и открива тајната за вечниот живот во Царството Божјо. Всушност, ја осознава тајната за тоа зошто сме создадени од нашиот Творец и кон што треба да се движиме. Односно, ја спознава таа визија за тоа како изгледа патот до дома, од себе до вечноста. Читам дека луѓето се наоѓаме во некој лавиринт. Дали значи дека ова движење може да ни ги даде насоките, да биде, речем, софистицирано сега што имаме тоа GPS во колата, че го вклучиме местото кај го бараме и некој ни дава насоки. Дали вашите пораки, вашите насоки се вистинскиот патогас како да излеземе од лавиринтот во кој западнавме сите, да речеме, свесно или несвесно? Реков пред малку дека темелниот момент кој секој оној кој е представник и учествува во животот на движењето е тој момент дека треба тоа што го говориме пред се и на се да го покажеме со дело. Без дело, без внатрешна духовна обнова во нас самите, без внатрешна духовна обнова во нашите семејства, ние не можеме и немаме никакво право да говориме за некакви вредности. Значи прво треба да покажеме и тогаш кога ќе покажеме со дело, кога ќе покажеме дека тоа го имаме во себе како плод од нашиот духовен живот, тогаш тој плод потикнува. Затоа што кога се говори без никаква позадина, кога се говори онака само за да се каже, тоа е како кога ќе дувне ветрот. Ти ќе кажеш нешто, но тој збор нема тежина. А кога ќе се живее нешто, кога ќе се осознае вредноста на тоа што го на таа вистина која живее човек, а ние живееме вистината на Евангелието, вистината на православното христијанство, и кога сведочиме за тоа, тогаш ние сведочиме со искуство. Секој сведочи во однос на тоа кој и на кој начин го поминувал својот духовен пат досега и тоа свое духовно искуство го дава, го подарува на оние кои го бараат, имаат потреба од совет, од насока и така натаму. И на тој начин, всушност, ние им помагаме на луѓето да излезат од лавиринтите што многу често ги имаме внатре во нашиот ум, во нашата душа, во нашиот живот. Многу често овој живот ваков како што е во овој свет, па и во ова наше општество, знае да не збуни, знае да не притисне, знае да не фрли во состојба на загубеност, на исклученост, на маргини, на бесмисла и така натаму и така натаму. Многу често еден огромен процент од нашите сограѓани се наоѓаат во таа состојба. Но кога се сретнат со вистински активни православни христијани, живи членови на црквата кои се движат, кои се во движење, во духовно движење, тогаш таквите личности добиваат сведоштво за насока. Да, само че ми дозволите, ја ќе замолам режијата, имаме некој инсерт, имаме еден убав материјал кој сакам да биде едно сведоштво за вашето работење. Јас ќе замолам режијата нека ни ги пушта како илустрација. Би сакале само што ова отец Цивица да не објасните која е иконографијата, општиот символ и знакот на вашето движење, што тоа представува, ако можете. Така. Да. Да, па символот на движењето за организирање духовна обнова на Македонија е рибата и крстот. А рибата или ихтус на грчки, тоа е ранохристијански символ, односно израз на најдревниот начин на изразување на верата кај христијаните. Ихтус или анаграм би било Исус Христос Теу Ио Сотир. Исус Христос, Божји син, спасител. Или ихтус, кога ќе каже, тоа е риба. И затоа раните христијани кога исцртувале рибата, тие на тој начин ја манифестирале својата вера, ја сведочеле својата вера дека верува дека Исус е Христос, Божји син, спасител. Значи,
темелот на нашето движење е Христос и се разбира крстот како символ на Христовата искупителна жртва, затоа што Христос на крстот го победи злото, го разобличи злото како принцип, како отпаднат принцип на екзистенција и го победи оно што е извор на злото, а тоа е сатаната. Значи, темелот на нашето движење е да им помогнеме на луѓето да дојдат до Христос. Кога луѓето ќе дојдат до Христос, тогаш доаѓаат до себе. А патот кон Христос почнува со духовно будење кај човекот. Кога човек духовно ќе се разбуди, кога ќе почне да размислува, да има потреба за вистина, да има потреба за вистински вредности, кога неговата душа ќе почне да има потреба за духовна храна, тогаш таа душа се движи кон Бога, кон Творецот, но од почеток тоа патување не е баш многу најасно. На луѓето не им е јасно. И затоа сме ние тука како црква и како движење на луѓето да им помогнеме во тој процес на само себе спознавање и насочување кон Христос и сведочење на неговото евангелие. Токму тоа вие спомнавте дека верата без дела, како ја што реков, не знам дали ќе ми дадете за право мојата компарација, реков како таа фотографија без светлина или неуспешна. Значи, делата се многу битни за да верата постои. Ќе ми дозволите да ги представиме браќата кои се дел на движењето, значи не представа некоја секта. Во старт ќе спомнам, бидејќи можеби гледачите ќе речат слободен кого донесе вечер во студиото, да не е ова секта некоја. И јас може да ме објаснам, значи вака са тие што не познаваат знаат добро, значи во скоро сите помесни православни цркви има така наречени мисионерски движења, просветни мисионерски движења. Конкретно, нашето движење е движење на православни христијани кои се членови на Македонската православна црква Охридска архиепископија, како што реков и на почетокот, кои имаат за цел да го поттикнат тој процес на мисионерство, на сведоштво на евангелието и да го поттикнат и тој момент да се живее заедно како црква, како заедница. Верниците да го осетат тој благодат, тој дар, плод да се живее како црква во Христовото евангелие. Јас ви се заблагодарам. Ветив дека нема да исполитизирам, ниту политика ќе спомнам од политиката, но поттикот ми дава за право. Овие прекрасни браќа кои се тука треба да бидат поттик за сите нас македонци да бараме што повеќе пријатели да ја пренесат вистината за Македонија. Ќе се согласите и се земам за право како новинар кој толку време е вклучен во процесот за и околу одбраната на идентитетот. Но да се вратам на ова движење, што ми дава за право и задоволство да ја представам, браќа. Еве, братот Андреја, активностите ваши. Сакам секој од вас да даде свој принос, да даде оценка за ова движење и кои се неговите активности и зошто се најдовте во ова движење. Може да се представите прво. Андреја сум, вработен во Македонски телеком, инженер, женет, 2 деца, трето на пат. Пред многу години на моето прво соочување со отец Ивица се случи оној мистичен миг каде што зборовите за Бога, за љубовта, за жртвата, за сакањето допреа до мене и од тогаш онавака, ете, сиве овие години се дружиме и многу добро знам што значи да човек се пробуди и да нема крај себе некој да го поучи, да го придржи кога ќе падне, да му помогне да стане. А јас за волја на вистината ги имав до себе отец Ивица, братот Јани, братот Јолцо и многуте други браќа и сестри. Така да ова движење е на некој начин да се поттикне таа помош. Да се поттикне помошта на луѓето кои што ќе почувствуваат во тој мистичен момент на будење, да се отворат кон Бога, да знаат дека сме ние тука со нив, можеме да им се најдеме во многу ситуации и се надевам како што ова наше движење од ден на ден станува се побројно, побогато, со луѓе различни, со различни дарби, со различни животни и искуства. Се надевам дека сме на тој добар пат, на патот до дома. Мислам дека прекрасно е чувството да се биде во еден круг на луѓе кои што
знаат кои се правите Сте вредности. електроинженер, да? Електроинженер сум, да, дипломиран, работам во Македонски телеком. Така. Така, супер, тераме. Ќе се вратиме повтор кога Да. се брато, Трајче, така? Ајде, да се представите вие. Јас се викам Трајче, иначе сум оженет, татко на 4 деца. Браво. Благодарам. Иначе исто така сум студент на Богословскиот факултет. Исто и јас како мојот брат Андреј ќе кажам накратко за мојот пат или пак поточно за моето приклучување во ова движење. Сепак морам да потенцирам дека за да човек одлучи да припаѓа некаде, треба да биде потикнат во срцето. Значи, пред се треба да почне да верува во Бога, да чита од Светото писмо и по автоматизам после тоа следува потрага по заедница. Сега, мислам дека круцијално е на некој начин многу важно да се има заедница, бидејќи само со заедница може човек да се оствари како црква. Бидејќи многумина луѓе, па во Македонија, мислат дека црквата е само институција или пак градба, но всушност црквата се луѓето. И не само што луѓето треба да си помагаат едни со други, убаво е, како што рече и братот Андреј, да се почувствува љубовта на заедницата. Некој е повисоко во духовниот раст и развој, некој е пониско во тој раст духовен. Така да, убаво е кога ќе доживееш некој твој брат да те охрабри, да те посочи, па некогаш ја што велам, вистинска е љубов, дури и да кажеш некому дека греши. Бидејќи ако не бидеме искрени едни према други, во тој случај нема љубов. Значи, ние повелете. Ме радува фактот што вечера со нас се вистина браќата кои дават потик како да се помлади државата Македонија. Значи, пораката вие примивте во вистинска смисла на зборот. И како се чувствувате како татко на 4 деца, а братот Андреј веќе третото го чека? Па морам да кажам, прекрасно е чувството. Да. Секој еден треба да го доживее и се надевам дека ќе биде мотивиран било кој човек кој едноставно сака да создаде семејство и тоа семејство да биде многу детно. Бидејќи на вистина љубовта не се троши, таа само може да се зголемува, а можам да потврдам со тоа што можеби првото детенцеве киркичка кога ја добив пред 12 години, си помислив како ќе биде чувството и дали ќе имам иста љубов и за второто дете. Но еве сега со четвртото дете сваќам дека љубовта е сосема уникатна за секоја единка и можам да потврдам дека љубовта на вистина може само да расте. И прекрасно е. Дефинитивно би посакал сите да имаат. Почитувани, зашто велиме дека ова е потик, дека ова движење треба да биде вистински патока за сите нас, каде да сме. Братот Томче, за почитуваните гледачи да подсетиме Порта заедно со отец Ивица, на вистина ми е задоволство да ги пренесам комплиментите што ги добивте и двајцата, и отец Ивица и вие во Порта со темата што бевме моралот, односно етиката во политиката, но ние говориме за духовните вредности. Еве, представете се. Јас сум Томче Ширков, фармацевт, медицински представник. Имам 2 деца, женет сум се разбира и што е вака битно интересно дека се пронедов да речеме во до дома, токму баш на таа позиција и да ги искажам јавно моите ставови, а и што ми е драго да тие мои ставови бидат и заеднички ставови на поголема група на луѓе. И најпрво да кажам како решив да бидам дел од ова движење. Долги години јас во црквата во Чаир, значи уште од дете баба ми ме носеше по подоцна и мајка ми на училиште кога да запалам свеќа пред писмен или нешто, пошто во Цветан Димов учев тука од училиштето до црквата. И како што ќе речат многу нели чудни се патиштата Божија, претходно години наназад да речеме го има видено отец Ивица на телевизија или на други медиуми пишани
и баш ми да речеме тоа многу ме поттикна, ме интересираше како православен свештеник, зашто да бидеме реални, премногу во тој период, поготово до 90-ти години, бевме заситени од она, ајде ги наречем се, нема да ги наречем секти, него цркви со мало ц, како не влечаа за ракав, поготово младите луѓе. На секој, да речеме, некое збиднување од врата на врата и така натаму. И ја долги години се чудев зошто македонската црква е така ретерирана и познавам искрено многу свештеници, фини, окей, луѓе начитани и образовани, ама некако валјда доаѓаше повеќе до израз тоа нивно смирение. И прв пат кај Ивица го приметив тој, како да кажам, цивилен пристап до секојдневниот човек, до секојдневниот граѓанин и онака отворено да им објасни на луѓето што е што. Без, ајде да речем, премногу да не биде тоа во ракавици, него отворено и директно. И тоа ми се допадна, ме плени во прв момент. И сосема случајно после тоа доаѓа во Чаир, така не знам, да на некој дали не беше ли литургија што беше, и го видов дека е таму он парохиски свештеник и природно пријатно ми дојде, се израдува, викаме сега конечно може да го запознам. Ова беше гужви, така доаѓа 2-3 пати, се запознавме и втор многу битен момент е што морам да го потенцирам, дека јас од кога одам, да речеме, повеќе долги години во црква, секоја литургија или еве акатист или некој битно случување што беше, луѓето ќе ја изслушаат службата и потоа ќе се разотидеа и никој со никој немаше конкретен да размени две реченици или било како што само можеше разговор со свештеникот, па и тие разговори беа да речеме оскудни, пошто нели се еден свештеник, други 100 соговорници и така натаму. И така до овде кога прв пат почувствав да луѓе, да речеме кои што подоцна дознав дека се членови на Додома, кои што беа заинтересирани за тоа што ја мислам или некој прашање да ми одговорат и така натаму. И сето тоа одеше многу да речам природно и како да кажам се развиваше диалектички само од себе и така да спонтано. Брате Душко, инаку колега мој од Македонското радио, новинар. Така да. Уште представете се. Добро, благодарам за представувањето. Сега јас би сакал да кажам дека со отец Ивица се познаваме некаде 10 години и јас ги следев од време на време колку што можев неговите предавања и поуки што ги имаше уште на времето во црквите и во Свети Димитрија, во Соборниот храм од време на време имаше предавања. Знам дека и во Ѓорче Петров имаше, во Света Петка во Кисела вода и така натаму. И еден ден го забележав дека е присутен во црквата Чаир, каде што во мојата населба каде што јас живеам, и кога појдов на богослужбата, темата на неговата поука беше жетвата, духовната жетва. И поентата беше жетвата е голема, ама работниците ги има малку. И по завршувањето на литургијата, на неколку луѓе што тој ги одбра, ни даде по едно календарче на кое беше Мајка Богородица, меѓутоа во позадината беа жетварски снопови. И јас добив една таква картичка, една таква иконичка и тоа ми беше еден знак дека треба поактивно да се вклучам како дел од тие работници, како дел од тие жетвари што треба да донесат духовна жетва. И после тој настан јас многу поактивно се вклучив во движењето за духовна обнова до дома, а и во активностите што беа во црквата во Чаир, а се погоди тој да ми биде и парохиски свештеник. Значи, тоа е, јас сум него на некој начин духовно чедо или брат во Христа би кажал, меѓутоа гледате како Бог, пред тоа јас одев кај него, меѓутоа Бог го донесе кај мене, значи во мојата општина и во мојот дом, гледате како Божја се одвива на некој начин по Божја промисла и ние наше е само да ја прифатиме таа Божја промисла и да се вклучиме колку што можеме со нашите капацитети, со нашите сили во тоа што Бог ќе промисли за нас. Така. Отец Ивица, не случајно ќе кажам јавно во мојата најава, може би на брзина беше, значи ние се довараме околу брифот и ред други работи, насловот се довараме за и околу вечерашната тема и дадов одбрана. Да, ми се јавивте и ми рековте слободен е обнова. Ја викам, да, во ред, ќе го поправам и велам не случајно по Божја промисла. Значи треба се одбраниме за да се да имаме на обнова. Ако ми давате за права ка новинарски знам, не да се извадам, так, туку секогаш да коментирам. Сепак треба да имаме некоја собствена одбрана. Значи ми дадете за право во делот на она што е наше,
православно, христијанско и така натаму, бидејќи катадневно сме бомбардирани со различни канонади како да се ослаби нашата верба во Бога. Прочем, еве, имаме сведоци сме околу нас, со кого разговараме, дека има сепак една несигурност кај верниците, кај граѓанството во делот на што дали представува вистина, дали е вистина дека постои Господ и така натаму и така натаму. Зошто таа недоверба кај народот? Така, ве молам. Овака, ако се доживуваме сите ние како заедница, тоа значи сите ние се доживуваме на тој начин како еден организам. Значи, целото македонско општество е еден организам. Сите ние кои сме членови на тој организам како личности, го сочинуваме тој организам, а исто така и црквата е заедница. И црквата е еден организам кој е во македонското општество. И сега, ако личностите во тој етнички организам или во тој црковен организам се духовно зрели или духовно на правилен начин насочени или свесни за вистинските вредности, тогаш тој организам функционира подобро и поблагословено, затоа што луѓето знаат што прават. Тоа исто, замислете го вашиот организам, ако бубрекот не знае што прави, ако срцето не знае што прави, или не сака ништо да прави, или не знам тамо било кој орган во телото, тогаш настапува колапс на целиот организам. Значи, духовноста има за цел секој човек, први основно, да си го најде своето место во општеството. Но да си го најде своето место во општеството, како што реков на почеток, тој треба прво да се сретне со самиот себе си, да расчисти многу работи со себе си. Кога ќе расчисти многу работи со себе си, кога ќе стане свесен за тие вредности за кои ние говориме, кои Христос ни ги покаже, ни ги докаже и така натаму, тогаш кога тие вредности ќе почнат да ги усвојува, тогаш почнува тој да биде градивен елемент во тоа општество. Затоа што како здрава личност, без разлика било каде да е во тоа општество, тој е градивен елемент. Ако е сопруг, тој е добар сопруг. Ако е сопруга, таа е добра сопруга. Ако е политичар, тој е добар политичар. Ако е свештеник, тој е добар свештеник. Или ако е лекар, тој е добар лекар. Или било што. Многу е битно духовната состојба на човекот. Ако имаме, значи, во нашето општество повеќе здрави, духовно, вистински насочени личности, тогаш нашето општество ќе биде поблагословено. Да, се така. Еве, одат снимките од вашите предавања, ќе ни дадете коментар како се организирате и кај се ова содржува. Значи, сето ова што го говорев и што го говореа браќата, како потреба да се сведочат тие вистински вредности, ние ги правиме преку разни програми или проекти. Значи, самото движење за организирана духовна обнова на Македонија има 3 основни програми. Првиот програм или проект е да живееме заедно како црква, тоа е мисионерски просветен проект, кој има за цел на луѓето да им го посведочи Христовото евангелие протолкувано од оние свети луѓе на црквата православна, кои тоа евангелие го живееле во себе и на вистински начин го разбрале. Значи, таа вистина да им се пренесе на оние луѓе кои денеска живеат во ова наше време. Значи, тоа се прави преку нашето училиште за живот. Тоа е воведен курс. Значи, има 10 теми низ кои се објаснува основата, темелот на христијанската вера. И оној кој сака да завлезе во таа вистина, прво поминува преку воведниот курс. Значи, ние го воведуваме во основните вистини на христијанската православна. Да, тоа се основните вистини на православната црква, да. Не случајно, отец Ивица, че ми допуштите, наистина денеска организира оваа емисија првиот ден од Великденскиот пост. Значи, во наредните 49 дена, току ни доаѓа 7 недели. Так. Значи, ни престојуваат големи искушенија. Да бидам искрено, искушенија во кои наистина ќе се испитат нашите трпение. Колку ќе бидеме искрени кон самите себе си и кон другите. Токму сакам тоа да го пренесете како знаење, како искуство, како поттик за нас, обичните смртници, кои наистина сме, да речем, аналфабети, кои немаме основни поими од вистината. Еве денеска спомна братот Андреја технички, дека електроинженер, значи станува збор за интелектуалци, факултетски наобразовани вечерва се со мене. Верувајте ми, глупо ми, незгодно ми е да употребам збор кога ќе се сретнам со некој, ќе завршам само кратко свој коментар, ќе да, во црквата присуствуваат и одат луѓе со слаба интелигенција или со, простете ми, браќа, ме молам, значи кој е фидбекот со скромно образование. Но еве вечерва
во друштвото сум со со интелектуалци, со високо образование, значи веднаш паѓа вода со таква дискредитација, со таков арсенал која се напаѓа црквата и верата. Значи, прво и основно црквата е отворено за секогаш, не само за интелектуалци, вамо и во нашето движење има луѓе од сите социјални нивоа. Да, и тоа е опасна работа да се влегува во искушение на елитизам. Тоа е кај нас, кога ние говориме за некои наши состојби, први основно велиме дека секој човек е огромно богатство. Самиот Христос вели дека една човечка душа е повредна од целиот свет. Сега, за да таа човечка душа ние ја воведеме, како да кажем, во таа вистина што Христос ни ја открил, а Светата православна црква со векови ја проповеда, значи прво го имаме воведниот курс, тука луѓето се учат на азбуката. На азбуката, на основните вистини на христијанската православна вера и духовност. Кога ќе се запознаат со тие основни вистини, потоа започнува нивниот процес на духовно воведување во животот на црквата и во нивниот личен духовен живот. Значи тука веќе имаат контакт со мене или со било кој духовник и така натаму духовен раководител, кои им помагаат сега во нивниот личносен аспект на остварување на духовниот живот, на спасението и така натаму. Потоа имаме средби кои имаат за цел да отварат суштински теми од секојдневниот живот на еден граѓанин на Република Македонија, без разлика дали е член на црквата или представник на ова наше општество, значи теми кои се горливи за сите граѓани на Република Македонија. И ние говориме отворено за многу состојби, но се разбира од аспект на Божјото откровение, од аспект на Светото писмо. Потоа имаме секоја година организираме, веќе ќе биде трета поред, седмица посветена на Светото писмо. Ние голем акцент ставаме на Светото писмо. Затоа што Светото писмо тоа е Божјото откровение. Без познавање на Светото писмо, без знаење како да ја восприемиме таа вистина што е таму запишена, нашиот духовен живот често пати оди во абстракција, па и на погрешни основи. И затоа ние ги мотивираме луѓето, не само ги мотивираме, туку и ги поучуваме како да го читаат Светото писмо. Потоа имаме активности кои се поврзани на милосрден план. Имаме многу членови, наши членови, па имаме луѓе од нашата парохија, од нашата црковна општина, од Скопска епархија, па од цела ова наша Македонија, луѓе на кои им се помага. Колку ни се силите, ние помагаме со храна, со облека, со совет, со пари за лек или било што, на било кој начин. Значи, кога човек ќе побара помош од нас, со Божји благослов и според тоа како ние ќе процениме, ние им помагаме на луѓето. Значи, освен таа просветно-мисионерска активност, ја имаме ова милосрдна и го имаме ова третиот проект, тоа е за животот на во Македонија. Тоа е еден pro-life програма или pro-life проект, проект во кој ние работиме во однос на тоа да се разберат семејните христијански вредности. Значи, како едно семејство да го организира својот живот, како едни брачници да го организираат својот живот, ама врз темел на христијанските вредности. Како тие луѓе, мажот и жената, сопругот и сопругата на вистински начин да ги воспитуваат своите деца во новохристијански вредности. И сите тие работи тие треба да ги научат од некаде. Ние се трудиме да ги запознаеме со тие вистини. Еве браќа, да ќе ги замолам повторно од лично искуство, како ги ја презентиравте вашето знаење, вашата првична информација што ја добивте во движењето врз вашите најблиски и тие околу вас. Еве, од вас ќе започнеме. Па добро, како член на црквата кој што одел во храмот по некоја традиција, знаете, кога ќе се соочите со зборовите кои што ве допираат за Бог, за љубов, за жртва, за сакање еден со друг, значи тоа е малку чудно. Се случува тој момент и од тој момент нештата се менуваат. Малку стануваме чудни за околината, така? Но ден за ден, како што нашата вера расне, така не прифаќаат се повеќе и повеќе. Поттикот за војно семејство да влезе тој Божји збор, таа
таа сила е огромен. Сите благодати кои што ги добиваме ние после тоа се неописливи. Навистина тоа е едно чувство прекрасно за секое семејство. Дали заминувате Мислам во дека- други градови освен Скопје? Па да, имавме предавања во Куманово, сме биле во Куманово, отец Ивец имаше, не знам, во Тетово и во други градови. Да. Не се застанував само во Скопје, секаде каде што ова движење ќе добие покана, спремни сме да појдеме. С оглед Да. дека ви ќе ги пренесете вашите искуства, Добро. а јас ми замолам режијата, ако може, пошто бидејќи телефоните се отворени, да ги слушаме и првите печатоци од гледачите, верам од Цивица ќе допуштите сепак да видиме кој е не фидбекот, викам, кој Ние е сме гости тука, вие сте домаќини. Ехото кој е на народот визави се ова што вечерва го слушаме од прва рака. Отец Трајче, братот Трајче. Па вака, исто така и јас ќе потврдам дека многу важно е во животот секој човек да се соочи со своето обраќање. И на вистина е така, човек кога ќе се соочи со живиот Бог, веќе не останува ист. Значи, коментарите може би се најразлични од околината и од нашите блиски. Може би за некои се позитивни, некогаш се позитивни тие коментари, а некогаш се и, морам да признам, и негативни. Бидејќи повеќе оној Трајче што го знаеле не постои, бидејќи самото христијанство е движење. Двиг. Значи тоа е динамично, тоа не е пасивно. Значи христијанството во суштина значи човек да живее. Христијанство значи човек да се предаде на оној жив Бог, а тоа е Господ Исус Христос. Значи помагалата се тука. Тука е Светото писмо, тука е едната света соборна и апостолска црква, која што сите нас не чува како мајка, но и сите ние делуваме внатре во неа, како заедница, како членови на самата црква. Сега морам да кажам дека најважно од се е вака, бидејќи повеќе години, можам да кажам околу 20 години сум верник и моето искуство кажува дека најповеќе е важно човек да има дела. Во кој смисол дела? Па да има промена, да има вистинска метаноја, да има покаяние во срцето, кое што ќе се манифестира во животот. Како што напомнав, јас сум татко на 4 деца, јас сум оженет и можеби и сега да благодарам на Бога што и мојата жена исто така е верник и придобивките се големи. Бидејќи ние сме во еден дух и делуваме на нашите деца едноставно во тој дух христијански, ги воспитуваме. Морам да кажам, да ги пофалам дека и они го започнаа постот. Едното, двете се постари 12 години, ми е девојчето и мачкото ми е 10 години, така да и они исто така го започнаа постот доброволно, значи не наметливо. Дали е наметливо или доброволно? Не, доброволно. Значи кај нас се разговара, отворени сме за разговор. Христијанството всушност не е насилно. И Господ не е насилен. Ние знаеме дека во реалноста имаме грешни луѓе, имаме разни религии, но Господ едноставно си чека и нормално секој еден кој што ќе почувствува каде е вистината, одговара, како што напомнавме. Да, дефинитивно многу е пресудно човек да отповика. Значи, ние сме очевидци на личности кои што можеби не отповикаат. Пример, едноставно не сакаат да отповикаат. И тогаш се закачуваат со онаа политика, ама тој е онаков, тој е таков, па ја поради тој свештеник, па ја ради ваква црква, не идам во црква. Значи, Да, значи едноставно таквите личности си наоѓаат свое оправдание, свој изговор. Сега, не дај Боже, значи со нашиот живот кој ќе посведочиме, тоа е исто како да ставаме прст во нивната совест. Така да негативните коментари во таа насока се тогаш. Значи нема оправдување, нема изговор. Па нема изговор, затоа што чисто срце, чиста мисла. Така е, да. Братот Трајче, ти благодарам многу. Томче, ја би те замолил со оглед дека токму таа ненаметливост, да речем, значи искреност, што отец Цивица ќе ме исправи спод, телефоните почнува да звонат. Значи, Господ Исус Христос спомнува, значи, тропнете ќе ви се отвори, не дозволувате, не забранувате на децата да придат при мене. И тогаш и кога он тропа на нашето срце, на нашата совест, па чека ние да му отвориме. Така. Без наметливост.
Еве таа наметливост, односно колку е таа искреност во делот на нашето живење и се тоа. Ние во рамките на сите овие наши вечерашни разговори, што ја насочиме отец Ивица во нашата емисија вечера, значи не случајно да речам без некоја нарцисоидност, али со љубов го кажувам. Дај Боже, сакам моите колеги да го продолжат патот и да имаме повеќе вакви емисии на другите медиумски простори, од едноставна причина што умееме и секој сакаме да речеме ние сме библиски народ. Апостол Павле ја посетил Македонија 3-4 пати. Но дали го прифаќаме како во текстуална форма или треба да го доживееме, еве, братот Томче ќе одговори, да го доживееме во вистинска смисла на зборот? Братот рече, значи, секојаш се наоѓаме изговор, вака бил попот, ова бил, не знам, вака бил овој храм, вака била нашата вера и така натаму. Меѓутоа... Само ќе дозволите да уклучиме гледачот? Поред, да. Гласот на народот секојаш има предност. Добро вечер, кој се јавува? Господин Томич Мите Василев од Германија. Добро вечер, повелете. Ме радува што сум дел од ова перфектна емисија и поздрав до сите драги гости. Слушам, гледам и радуваме што постоje македонска свест. Добро е ова што него добро е што е тоа така, што македонштината се оживува и ние сме луѓе од мајка и од татко со своја религија. И треба тоа да се негува, да се чува, а доста од нас помина од другите религии, што тоа треба еднаш да и го таа свест да се отворе кај нашиот народ, да се каже, да се преповеда и во школото да се изучува религијата, ќе биде најубавото. Некого тоа оште употребува од едноумието, да тоа е погрешно, назадно, несватливо. За мене луѓето без смисол, без чувство, секако ќе речат, но македонштината се граде само така. Јас сум одушевен од нивната дискусија и нека продолжат да работат тоа. Колку разбрат дека работат за македонската православна црква и религијата. Да и кажам едно. Се што ќе градеме во иднина, нека направат стварно црква, да не мора да се направи за година и пол или две, ама да се направи за 3 години, саглавна, голема црква, убава црква, онака како што доликува, да не биде само со обичај. Меѓутоа се така да биде полна со Македонија, верници. ние самите ќе се изградиме, тоа е нашата култура, тоа е нашата свест. Јас сум одушевен со ова убава дискусија, богата, благодетна. Немам зборови, уште еднаш да ве поздравам, за да може некој друг исто да се најави. Емисијата не е само за мене и за другите. Драги браќа, да сте ми сите живи и здрави, да продолжите, да се раѓаат дечиња, плодови да има во Македонија, абе ние ќе се ја изградиме. Свеста треба да владее, Грујчо да ни биде жив и здрав. ВМРО е наша македонска национална партија, прво тоа да си го стекнеме и да не се боеме. Напред македонци, да чувате дечиња, да се ви живи и здрави, да цветате, да се радуваме сите. Се најубаво, Господ на помог да ви биде. Благодарам многу. Еве, тоа се нашите гледачи од Германија, реков дека се гледаме на повеќе простори на континентите, но тоа љубов не е да речем дека од фалба, во секој случај, значи пораките се допираат секаде каде се слуша и говори македонски. Повелете. Така, па прво да продолжам кај што застанав таму се изговорите, значи да изговориме многу, меѓутоа како што има една мисла дека лукавиот ги има најдобрите изговори, меѓутоа Бог ги има најдобрите одговори. Знаете како сега, значи, секој пат кога некој ќе го прашате, а зашто пушиш, он ги рече, види имам тежок живот, што порно, лексилиум ли да пијам, порно да се дрогирам, или абе зошто гледаш на пример некои еротски содржини или такви филмови, е што подобро да изневерувам сопругата ли. Значи, секој пат изговорите, значи он е мајстор.
за тоа. Меѓутоа јас најдобрите одговори што си ги поставав долги години во животот ги најдов значи преку црквата и преку Светото писмо. И сметав дека инаку би бил демагог, ако ги најдам тие одговори би сакал да ги споделам со другите луѓе. Тие одговори зашто сега не само еве фармацевски да се изразам, го имам лекот, сум го нашол лекот и лекот фиока заклучен и на никого. Не е тоа поентата, него сакав да ги споделам тие, значи мои размислувања и тие мои како да кажеме осознанија што сум ги видел и токму тоа ми беше многу чудно на сега ќе се надоврзам и на гледачот, ми беше чудно да речеме на мој професор или мој блиски подоцни на магистериум кога се упишав и од факултет професорите, пошто бев добар од природни науки, ми велеа што сака ти ова нешто е назадно, се вера, што како. А ја токму тие одговори, значи од физика, од хемија, од биологија, што не може, знаете како, ако подлабоко завлезете во било која наука, тие науки кои што темелно ги изучував, сегде пишав тоа, науката се уште не го одговорила. Например, што е живот? Науката се уште не одговорила. Како започнува, како трае, се уште не одговорила. Како се модифицира, како генетски се преобразува, се уште не одговорила и така натаму. И така да се вратам на тоа што оставштината, да речеме дека е многу тоа ретроградно и така натаму и заостанато, сметам дека тие информации не се пласираат во јавноста, а инаку да речеме поготово 2000-та година наваму има огромен број на податоци кои што буквално се можат на луѓето со научно да им го докажат Бог. Јас не велам дека треба сега научно да се докаже, затоа што кај 90% од луѓето тоа е вера и ноставана вера. Меѓутоа, најголемите откритија, еве да ги речеме на 20 век, откритието на Роберт Джентри или например самото признание на Ентони Флу, кој што се сметаше за икона или да речеме за основач и потврдувач на оние постулати на атеизмот. Кога самиот Ентони Флу стана верник. Така, стана верник. Или ред оној ангулар моментум, да? Вклучи ме гледаш, може? Може. Потикот е евидентен. Добро вечер, кој се јава? Ало, добро вечер. Добро вечер. Гледачка од Скопје. Контрола малце појасно, ве малку погласно. Да. Би сакала да го поздравам отец Ивица. Исклучително го почитувам. Ги поздравувам и господата. Ке може ли да го замолам отецот малку да зборува за постот тримир? Јас сум вегетаријанка и не можам да постам онака како и другите. И постам, значи, со гладување од велика среда, од 0-0 до Великден 0-0 со чај и со вода. Дали ќе може отецот малку да позборува околу тоа? Благодарам. Јас ќе поканам гледачката во црквата Свети Ѓорѓе во Чаир, тамо кај што еве се собираме и кај што говориме за било која од овие добродетели и христијански подвизи, ќе дојде, ќе поразговараме за ова работа тама. Така да, еве, уште утре имаме предавање, во 18 часот може да дојде негде после 15 часот во црквата Свети Ѓорѓи, како што доаѓаат многу други, ќе поразговараме како што треба. И така да застанав овде кај научниот момент, како демек религијата не е, или верата конкретно не е научно докажана, а така да во последно време има огромен број научници светски, како што реков од Роберт Джентри и Кент Ховит, или да речеме многу битен момент е оној ангулар моментум на движење на планетите, кој што низа физичари го прифатија како научен доказ на дај да речеме создавање, на творење, на творец и така натаму. Меѓутоа овде би сакал исто кај нова да поентирам еден момент многу битен, дека тоа што се смета за наука сега ваква и атеистична, комплетно атеистична, тоа е 100-120 години. Не било од секој пат науката атеистична, значи најголемите авторитети, поаѓајќи од Бойл, од Исак Њутон, од еве ако сакате Паскал, Блейз Паскал или така натаму, значи биле христијани и тоа баш она тврда линија на христијанство и што е многу битно верата како таква, значи им помагала да го, затоа што таа наука, вистинската наука, внимавајте, Исак Њутон е првиот научник кој што воведува и се збори за тоа науката да биде потврдена. Така да сметам дека репетабилна и репродуцибилна, така да не е воопшто изговор. Тие што сакат меѓу другото еве да ги поканаме во четвртоците кога ќе имаме такви средби, на многу наши средби многу сме разговарале. Во салата на фондацијата Борис Трајковски. Секој четврток во 18 часот.
Така дека имаме и тоа дека религијата не е ретроградна и дека не е заостаната, туку дека е издржана и дека и мојот придонес или како да кажеме вклучување кон ова го гледам токму во тоа да тие сознанија кои што ги имам, кои што сум ги стекнал да не себично ги поделам со браќата. Така. Душко, со оглед дека рекол дека сме колеги од Македонското радио, своевремено велеа дека е опиум на народот религијата. Тука имаме фармаколог кој вели не ни треба лекарствата дај Боже секој да бидат во фиока, туку да се посетуваат. Јас така речам да се слушаат вакви часови, вакви движења. Лечем на линија. Ајде му да ме прошто на гледачот и веднаш ќе продолжиш. Добро вечер. Кој се јавува? Добро вечер. Желјко од Скопје. Повелите го Желјко. Со еден од вашите гости имам седено. Добро. И имаме разговарано. Така. Од вашата лева страна, да речем. Добро. Не мислев на четворицата на отецот, како го викате. Отец Ивица. Така. Темата ви е потреба за духовна обнова и што подразбира под тоа. Добро, многу. Ако мислам дека е таа темата. Да, темата е, меѓутоа, како движење ни го дефинираме и го представуваме по јавноста, нели? Во ред, имате, значи, добро е вакви теми што има да се водат на телевизија. Мислата ми беше духовна обнова. Како може некој духовно да се обнови? Ако нема потреба за тоа. Или како, ќе кажам нешто во законски рамки. Како некој ќе биде представник на законот во држава, да речеме, ако во државата нема закон за тоа. За секоја духовна обнова, за некој да знае да се обнови, да е почувствува вината, дека направил престап. Пример, да речеме овде кај во државни рамки или во земнини рамки, како да кажем. Украл, убил, оштетил некого, значи, тоа се некои нормативи. Не платил данок или не знам што било што, не е битно. Значи, постои некој закон. Сега, престапникот може ќе биде фатен, може нема да биде. Може би ќе се покае за тоа, може ќе си одлежи затвор. Но кривицата негова останува, он може и да одлежи затвор. Може и да не одлежи. Но духовната работа е нешто сосема близко исто што и со овие земскиве работи, ќе кажа. Кој е прашањето, само кажете, ве молам? Прашањето ми е, ако има закон духовен, тој закон би требало да се каже на луѓето кој е тој закон. Така? Како што има земски закон, сигурно има и Божји закон. Мислам, Бог е во таа сфера. Тој закон се вика Евангелие. Радосна вест. Најрадосната вест што постои на оваа планета Земја. Дека самиот совечен Син Божи, самиот Логос, самиот смислодател на постоењето стана човек. Ја прими човечката природа и тој на целото човештво во суштина му објасни смислата на постоењето, во суштина, во поединости објасни што човек треба да прави во овој свет за да стекне благословен, промислен живот и што треба да прави во овој свет за да стекне вечно постоење. Односно да дојде до дома. Всушност Христос за себе вели јас сум патот. Христос ни го откри целиот тој принцип, целиот тој процес како човекот духовно да се возобновува, духовно да се раѓа, духовно да созрева, духовно да се усовршува и да стекне вечно постоење. И кога човек ќе зачекори по патот на вистината, тој ја спознава вистината и што е најбитно ја спознава смислата на постоењето, смислата на животот. Сето тоа Христос не го откри и сето тоа е наречено Евангелие. Нема порадосно од оваа вистина што постои на оваа планета Земја. Христос е вистината на постоењето и сето тоа што Христос ни го покаже, ни го докажа и во Светиот Дух, се уште секојдневно ни го сведочи во нас, тоа е единствената надеж и единствениот, како да кажам, вредносен систем кој на целото човештво му дава вредност на постоење. Без тој вредносен систем ние тонеме во матната вода на бесмисленоста и на ништожноста. Така.
Ќе завршиме со вас, отец, со вашата Брато порака. Душко, сакаше да. Брато Душко, тука ќе почнам со вас. Круг, бидејќи веќе влагаме у финале, телефоните видно звонат. Еве, потикта да речам, нека биде као прашање или прво довршете мислата. Добро, јас би се надоврзал и би одговорил и на прашањето на слушателот, гледачот и претходно што размислував и на вашето. Значи, јас доаѓам од новинарството и најмногу од луѓето што ме знаат дека во 80-тите и 90-тите години јас бев во редакцијата Млад борец, која на некој начин беше многу заслужна за демократските процеси или македонската демократска пролет тоа време, како нарекуваа, и за воведувањето на нов политички демократски систем. И сега сите ние тогаш млади и полетни луѓе верувавме дека со промена на тогашниот систем, социјалистички или комунистички, како го нарекува, во демократски сега ќе се случат значајни промени во општеството. Меѓутоа брзо дојде до разочарување и кај нас, верувам во голем дел и кај народот, бидејќи вистинска промена некоја не почувствува, туку напротив, почувствува едно влошување. И сега јас размислувајќи како нели цело време ја бара вистината и велам дека не е можна промена ако луѓето внатрешно не се променат. Значи ние сакавме со промена надворешна на еден систем, со друг систем и сега се ќе дојде добро. Ќе течат работите како што треба. Меѓутоа видовме дека не течат и во еден момент на такво разочарување дојде искрата на надежда дека јас треба себе си најпрво да се променам, па после да очекувам промена околу мене да се случи. Тоа е еден темелен принцип, не само христијански, туку општо човечки. Значи, промената треба да бидеме ние. И на тој начин јас од еден начин на размислување влегов во друг начин на размислување и на тој начин влегов во верата и во христијанството. Затоа што во еден момент открив дека Христос е вистината и дека сите овие надворешни вистини што се околу нас се минливи и менливи и во крајна линија и небитни. Важна е значи нашата промена. Христос како што вели, бидете вие светлината на светот. Вие сте светлината на светот и не може светлината да се сокрие. Светлината Ќе ми простите, имаме простор на гледачот со тоа и влагаме финале кај што порачате вие која е вашата потик. Добро вечер, кој се јава? Добро вечер. Добро вечер. Ја следам вашата емисија и многу ми се допаѓа што вечерва имате една таква тема што доаѓа до израз духовноста кај човекот. Така. Но сакам да поставам едно прашање. Луѓето денеска илјада пати повеќе се труда да стегнат материјално отколку духовно богатство, иако е сосема сигурно дека нашата среќа зависи од тоа што сме, а не од тоа што го имаме. Ова е една мисла што сум ја прочитала и секогаш ја чувам во себе си, бидејќи сум верник, ја почитувам мојата вера и секогаш се трудам да бидам човек, зашто човечноста го краси човекот. Малку околу материјалната страна да слушнам од верниците. Благодарам многу за вашето прашање. Нема да ми замерите, бидејќи држијата веќе ми дават сигнал дека мораме накратко да ја завршиме, окружиме емисијата ради програмската шема. Ќе му допуштите на отецот да ја заврши со пораката и одговор на господјата, ако може? Одговорот е многу едноставен. Така? Кога човек ќе дојде до себе и ќе почне на вистински начин да осознава вредноста на својот живот и на тоа што го има во себе и надвор од себе, тогаш разбира дека се околу него е средство за да човекот натре во себе оствари една состојба на радост, на исполнетост и на среќа. И тогаш разбира дека материјалното е само средство, а не цел. Сега, оние луѓе кои немаат осознаено, го немаат доживеено тоа во себе, тогаш они мислат дека материјалното и насочувањето кон материјалното ќе им донесе некакво блаженство, некакво среќа и така натаму, и тие се повеќе и повеќе врзувајќи се за материјалното, се повеќе и повеќе се трошат себе си и никогаш не можат да си го најдат тоа внатрешно задоволство што го бараат. Сега кај нас, конкретно и во православната црква и конкретно во нашето движење, ние ставаме голем акцент на тоа да се биде домаќин човек. Значи како што било кај нашите стари и така натаму, да се биде домаќин човек, домаќино да се знае која е неговата функција, домаќинката и така натаму. И кога домаќинот и домаќинката
знаат на вистински начин да домаќинлуваат со она што Бог им го дал, тогаш материјалното станува средство или функција во одржување и развивање на животот. Ме разбирате? Ние не можеме и опасно е да разбереме и да прифатиме дека се што материјално е грешно. Не е точно. Се што ни дал Бог, што е материјално, е дадено во функција на нашиот живот. И вистинскиот домаќин, вистинската домаќинка, кога ќе отидете вие во дом на еден вистински домаќин и домаќинка, вие гледате како се тоа убаво наредено, како се тоа подредено. Но тоа што е убаво наредено и подредено, доаѓа од таму што они однатре сте убаво подредени и наредени. Они знаат на кој начин сето тоа што го живеат да го вреднуваат и да го постават во вистински контекст и рамка. Тоа е тоа. Отец Ивица, ви благодарам што бевте вечера гости во Гласот на народот. Рекој дека нема да останеме повторно во овие рамки. Еве имате поздрав од господин Жан, тој е Балканет. Честито за убавата емисија, поздрав. Тоа сепак едноставно движење кое е од германско движење со седиште во Македонија. Значи поздрави за ваквата емисија и за вашето движење. Ви посакувам добро здравје. Така, ве благодарам што не поканивте и еве како крај би сакал да на сите да им пренесам она што длабоко го чувствувам во себе. Сите ние се наоѓаме на пат. Сите ние сме патници во овој свет. Но најбитно е, најсуштинско во овој свет е да го пронајдеме вистинскиот пат кој ќе не однесе до вистинската цел. Благодарам. Уште благодарам што бевте гости на Гласот на народот. Вам почитувам, благодарам за вниманието. Значи се гледаме и утре, значи одиме интензивно овие денови со оглед дека еве таква е политичката клима и автентичноста што нам ни се случува. Рекоме дека сакаме што повеќе да бидеме интегрирани. Ова е потик за нашето, да речам, и национално интегрирање. Бидејќи Македонија и мојата претпоследна емисија која беше, реков само една Македонија, немаме некои повеќе Македонии, затоа мораме што повеќе да бидеме кохерентни, да имаме таа синергија, како да ја зачуваме и запазиме. Пред се религијата своја, а секако и татковината. Значи утре се гледаме во исто време со содржина која ќе бидете известени преку нашата телевизија. Пријатна вечер.